Односите на ЗНАМ и ВМРО-ДПМН се одлични. Оценка на 2 годишнината од основањето на партијата водена од Максим Димитриевски. За несогласувањето околу ресорот правда, Мицковски со порака. Кога ќе биде премиер господин Милошевски ќе ви даде одговор. Премиерот го повика јавното обвинителство да се позанимава со позициите на СДСМ за мигрантите. Тој препознава говор на омраза, ширење страф и паника и ксенофобија во нивните пораки. Власта подготви своевидна контрарезолуција за осуда на, како што велат, манипулациите на опозицијата и против нелегалната миграција. СДСМ и денеска тврди дека се ова е обид на власта да ја заобиколи темата и да донесе мигранти за пари од Велика Британија. Катерина Нешкова известува. Катерина, што пишува во резолуцијата која ВМРО-ДПМН ја поднесува како одговор на СДСМ? Да, 2 резолуции очигледно ќе има во она на власта која што беше промовирана денеска, ќе се содржат 9 точки. Клучно е дека парламентот ќе се откаже од сите оние политики, мигрантски политики кои што беа промовирани во текот на владата на Заев за градење на мигрантски кампови. Потоа ќе биде промовирана антимигрантска политика во смисла на влез на илегални мигранти, но и ќе има точка која што ќе се однесува на сите оние кои што шират лажни вести, како што велат од власта, и дезинформации во однос на тоа какви мигранти би и зашто би дошле мигранти во нашата држава. Инаку ВМРО-ДПМН ова резолуција поднесува како контрарезолуција на она која што ја барем ја најавува СДСМ, опозицијската СДСМ, за тоа дека јасно треба да се дефинира дека Македонија нема да прими мигранти од Велика Британија кои што имаат нерешен статус. Инаку владачката партија останува и на ставот дека секој од општините може да донесе резолуција во која што ќе се обврзи дека нема да отстапува државно земјиште за изградба на мигрантски кампови. Во меѓувреме, како што спомена и ти во најавата, дебатата оди во насока на тоа дали ќе треба да се активира и јавното обвинителство. Стигна повикот од владата обвинителството да провери дали информациите кои што постојано ги пласира опозицијската СДСМ предизвикуваат паника и страф кај граѓаните и покрај тоа што државните органи потврдија дека мигранти ќе нема. Деталите од партиските ставови ги гледаме во прилогот. Премиерот Мицковски бара обвинителството да провери дали опозицијската СДСМ ја нарушува безбедноста во државата, предизвикувајќи паника и немир кај граѓаните, со тоа што тврди дека ќе дошле мигранти, покрај тоа што државните органи тврдат дека тоа нема да се случи. Напротив, вели Мицковски, СДСМ во времето на Заев изработиле национална стратегија за мигрантска политика во која се предвидени мигрантски кампови. Тогаш бевме обвинети дека сме ксенофобични и дека сме ксенофобична партија, и сега наеднаш ние станавме полиберални од овие либерални левичари од СДСМ. Мислам, тоа е невозможно. Тоа е невозможно. И веќе дојде февруари, ќе дојде март, ќе нема мигранти, па ќе дојде јуни, ќе нема мигранти, и тогаш што правиме? Тогаш каков ќе биде одговорот од тие PR експерти што ги учат овие во СДСМ? Затоа велам, мора и тука обвинителството да се позанимава со оваа тема, затоа што во кривичниот законник ова е својден еден вид на насилство, создавање паника, немир кај граѓаните, затоа што ако еднашка, 2 пати, 3 пати демантирате и вие континуирано продолжите со оваа тема, че вие имате намер, имате тенденција да создадете несигурност, паника, страф кај граѓаните, и вие мора кривично да одговарате за тоа. Со цел да се спречат, како што велат од ВМРО-ДПМН, лажните информации, поради тоа што се работи за прашања осетливи за безбедноста, власта најавува своја собраниска резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција. Се поништуваат сите претходни аранжмани на владата на Заев, поврзани со мигрантски кампови, и се повикува на одговорен, јасен говор, заштита на безбедноста, стабилноста и меѓуетничките односи. Исто така, се констатира дека свесното ширење дезинформации ќе биде санкционирано согласно важечките закони. И од коалицијската знамна линија со Мицковски. Во Македонија простор за отварање на мигрантски кампови нема, и знам дефинитивно нема да даде во ниту еден момент подршка на било каква активност во однос
на оваа прашање. Од партијата на Филипче пак не отстапуваат од тоа дека Мицкоски договорил преземање на мигранти од Велика Британија и тоа бидејќи немало пари во буџетот, но и за да државата остане изолирана од Европската Унија. 27 земји членки на Советот на Европа јавно бараат ревизија на Европската конвенција за да се олесни депортацијата на мигранти. Каде ќе одат тие луѓе? Во земји надвор од ЕУ, како Македонија. Доколку во Македонија се донесат мигранти, осудени за сериозни кривични дела, тоа ќе значи директна закана по безбедноста на државата. На ВМРО ДПМН и одговара Македонија да остане изолирана. Ова е нивната вин-вин ситуација. Британија депортира мигранти за пари, а ДПМН добива изолирана држава во која непречено продолжува кражбата. Од СДСМ додаваат и дека во контрарезолуцијата на власт немало јасна одредба против носење мигранти од Британија за пари, туку игра на зборови и обид за поинакво дефинирање на мигрантите. Мигрантите се луѓе кои ги напуштиле своите домови и избегале во други земји поради војната што ги погодила во нивната земја. Не постои начин да бидеш легален или нелегален мигрант кога бегаш од војна и ја напушташ својата татковина. Пред неколку дена Мицкоски по изјавата ако некој види нелегален мигрант до пролет, токму преку дефинирањето на нелегални мигранти, објасни дека се обидуваат со дефиниции да го избегнат она што стои зад сето ова, а тоа е мигранти за пари. Мигранти во јуни во Македонија, реагираат од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Партијата Знам одбележа 2 години од постоењето, од кои години и половина е дел од владата предводена од ВМРО ДПМН. Задоволни се од реформите спроведени во секторите кои ги менаџираат и позитивно ја оценуваат работата на владиниот тим. Одбележувањето доаѓа во период на засилени шпекулации за несогласување во коалицијата, особено по изјавата на пратеникот Милошовски, кој втор пат јавно порача дека е незадоволен од работата на министерот за правда. Премиерот сепак ја затвори оваа тема, порачувајќи дека Милошовски ќе избира кадри кога самиот ќе биде премиер. Премиерот Мицкоски како одлични ги оцени односите со Знам, а во рамките на владата функционирале стабилно. Одговорот на ова следи откако пред неколку дена пратеникот и член на извршниот одбор на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски јавно порача ако е премиер, би го сменил министерот за правда Игор Филков. Кога ќе биде премиер господин Милошовски ќе ви даде одговор. Какви ви се односите со коалициониот партнер Знам од партијата побара да се оградите од ставот на Антонио Милошовски? Па добри се односите, одлични се. Во рамките на владата функционираме би рекол стабилно и очекувам така да продолжиме и во иднина да функционираме. Лидерот на Знам за наша Македонија Максим Димитриевски на вториот роден ден на партијата во обраќањето потенцираше дека нивна цел биле резултатите и се осврна на успешните реформи кои се спроведуваат во двата ресори во кои имаат министри, вклучително и во правда. Нашата цел не беа фотелите на министрите. Нашата цел се резултатите и почита на укажаната доверба која што ја добивме од поголемиот партнер. Токму затоа реформите во овие ресори, кои се од голема важност за функционирање на целата држава, се спроведуваат, а проблемите од ден во ден се решаваат. За нас од Знам е важно, можеби и најважно, кажаното, ветеното на изборите да се спроведе и испочитува до крај. Пред сопартиците Димитриевски уште еднаш потенцираше дека Знам не отстапува од определбата за членството во Европската Унија. При тоа, како што рече, мора да се зачуваат достоинството и националните интереси на државата. Без задолжителни гаранции од страна на Европската Унија за нашиот идентитет, јазик, историја, култура, измени во Уставот нема да има, а истите ќе се базираат на соодветен реципроцитет со нашиот сосед. Лидерот на Знам на прославата се осврна и на успесите на партијата во изминатите 2 години и потенцираше дека биле фактор на стабилност. Лани на парламентарните избори освоиле 6 пратенички мандати. Членството постојано се зголемувало и биле присутни во 53 општини во Македонија и градот Скопје. Александар Динев, Сител телевизија.
Европската иднина на Западен Балкан е неопходност, а не алтернатива, порача европретеничката и председателка на АЛДЕ Свенија Хан, оценувајќи дека проширувањето на Европската унија е стратешка инвестиција за безбедна и обедината Европа. Оваа порака беше испратена од дводневната конференција Каде оди Европа, каде беше отворено и прашањето за неизвестниот европски пат на Македонија и покрај направените отстапки. Како може излез од блокадите, Хан и други европратеници го истакнаа воведувањето квалификувано мнозинство во одлучувањето во Унијата. Европската иднина на Западен Балкан е неопходност, а не алтернатива, смета европратеничката и председателка на Алијансата на либерали и демократи за Европа Свенија Хан. Таа појаснува дека проширувањето на Европската унија со земјите од Западниот Балкан представува стратешка инвестиција за безбедна и обединета Европа. Проширувањето не е еднонасочно, тоа е двонасочна улица или пат. Значи, државите од Западен Балкан ни се потребни нас и обратно, земјите на Западен Балкан ни се потребни на Европската унија. Во ова сме заедно и заедно се бориме. Оваа цел, наша стратешка цел, да ја оствариме во најбрз рок. Европската интеграција на земјите од југоисточна Европа беше централна тема на дводневната конференција Каде оди Европа во организација на Либерално-демократската партија. Според председателката Моника Зајкова, иако Македонија донела тешки одлуки во име на европската иднина, сепак неизвесен останува нејзиниот европски пат. Во Европа веќе се отвара дискусијата како една држава може да блокира одлуката на останатите држави. Тоа не е само во процесот на проширување, но и во процесот на одбраната, во процесот на економијата. Така што сметам дека е реално, сметам дека само со помош од нашите партнери внатре во Европа, ЛДП е дел од либералното семејство во Европскиот парламент, но и ако сите заедно како регион лобираме за оваа идеја, тука верувам дека ќе се вклучат и други држави кои што се засегнати од друга страна, како на пример прашањето меѓу Украина и Унгарија. Европратеничката Хан смета дека воведувањето на квалификувано мнозинство при одлучувањето во ЕУ е можно. Вели, таквиот модел остава помал простор за блокади за билатерални прашања, а при добивки ќе имаат и ЕУ и земјите кандидати. Возможно е, бидејќи но за тоа мора да имаме политичка волја. Докажавме на примерот на замрзнувањето на руските имоти низ Европа, дека кога сме обединети, кога имаме политичка волја, возможно е. И клучна е, значи, политичката волја да ги опфати сите земји на Европска унија и да го смениме овој вид на или моментална ситуација со вето, наместо тоа да биде квалификувано гласање во Европската унија преку зголемување на политичката волја за овој феномен. На конференцијата своје обраќање имаше и собранискиот спикер Гаши, кој рече дека членството во ЕУ е стратешка цел на државата. Преку видео порака се обрати и европратеничката Ирена Јовева, според која на ЕУ е потребно квалификувано мнозинство, бидејќи како што истакна, ветото е алатка за принуда, а не за заштита. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Миграцијата стана централна тема на напад од опозицијата кон власта. Има ли цврсти докази зад така наречените бомби? Може ли партијата да добие вистинско кадровско освежување? Тема на денот во 19 со Венко Филипча, председател на СДСМ. Поранишниот државен правобранител Фахми Стафа е приведен под сомнение за подкуп. Приведувањето се случи синоќа, но од обвинителството и полицијата се уште не откриваат детали за истрагата. Тој извршуваше функцијата правобранител во периодот од 2018 до 2022, пошто беше разрешен без јавно образложение, а во моментов работи како адвокат. Уапсен е поранишниот државен правобранител Фахми Стафа. Неговото апсење според неофицијалните информации поради примање подкуп. Судија на претходна постапка наредил негово апсење во акцијата која спроведуваат обвинителството за гонење организиран криминал и корупција заедно со МВР, но министерот Ушковски не сподели детали, бидејќи се уште постапуваат. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи во соработка со ОЈОГУК, обвинителството организиран криминал кој што гони, по наредба на судија на претходна постапка, превзема действија во рамки на негова надлежност, при што лицето кое што го споменавте е приведено од страна на
Министерството за внатрешни работи. Во текот на денешниот ден постапуваме во соработка со јавното обвинителство по нивни нападствија. Стафа беше правобранител од 2018 година, но беше разрешен на владина седница во 2022. Државниот правобранител го назначува владата и е задолжен да ги штити имотните и другите права на државата. По неговото разрешување тој продолжи како адвокат, а изминатиот период беше и кандидат за член на судскиот совет. Како еден од најголемите корупцијски скандали со кои се поврзува државното правобранителство е случајот Бачило од 2005 година, кога тогашниот заменик државен правобранител беше осуден како дел од шемата за испумпување речиси 1 милион евро од државната каса, но и во други предмети нанесувајќи штета на државата, подпишувајќи решенија за предмети за денационализација. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Трезорот не се затвора утре, тврди премиерот. Има пари и се ќе биде исплатено, но бара дисциплина од државните институции. Административците нема да останат без плата и без К15, а Трезорот нема да се затвори утре, уверува премиерот Мицковски. Тој вели дека исплатите од буџетот нема да запрат и дека институциите се повикани на лозите да ги достават навреме без чекање на последниот рок. Од опозицијата обвинуваат дека доцнењата се поради тоа што буџетот е празен. Административците нема да останат без плата и К15. Трезорот не се затвора утре. Премиерот Мицковски вели дека само ги повикал државните институции да не го чекаат крајниот рок и навреме да ги достават налозите. Исплатата од буџетот нема да запре, вели премиерот, но искуството покажало дека дел од институциите го чекале последниот момент да ги достават налозите. Годините наназад, јас прв пат минатата година имав такво искуство, тоа беше 24-та кон 25-та, некако како во 5 до 12 се случуваше и потоа останаа некои работи не дозавршени, веќе физички едноставно не можеше Трезорот сето тоа да го сработи. Се разбира дека нема на 15 декември, сега ако некој дојде на 20, готово клучот на врата, завршена е работата, се разбира дека толеранција ќе има, но идејата е да работиме со план, да имаме свесност дека е потребно сето тоа да биде реализирано на време. Опозицијската СДСМ пак обвини дека буџетот е празен и затоа се доцни со сите исплати. За прв пат во историјата, утре, 15 декември, се затвара Трезорот. Државата доцни со сите исплати. Нема пари за плати, нема пари за пензии, нема пари за социјална помош, нема пари за породилно, нема ниту пари за поврат на ДДВ. Дупката изнесува најмалку 1 милијарда евра. Инаку втора година поред административците ќе добијат и регрес за годишен одмор. Сумата која треба да им легне на сметките до нова година изнесува 12.370 денари. Пари за ова се обезбедени, вели Мицковски. Исплатата на сите буџетски корисници, како и помошта за граѓаните и фирмите, вклучувајќи го и повратот на ДДВ. Согласно законот се вршат од Трезорот до 31 декември. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Нема дефект, туку планирана замена на секундарниот радар на меѓународниот аеродром Скопје. Официјално почнал процесот на демонтажа на стариот и неупотреблив радар, како и подготовка за инсталација на новиот. Не се работи за никаков испад, вели првиот човек на МНАФ Владимир Ристевски. Оваа постапка за промена на радарот нема никакво безбедносно влијание врз одбивањето на воздушниот сообраќај. Дури и во случај на испад на другиот радар, МНАФ има пропишано безбедносни процедури за безбедно полетување и слетување на воздухопловите на меѓународниот аеродром Скопје, вели тој за Сител. Скопскиот аеродром останува отворен за сообраќај. Министерот за внатрешни работи вели дека е задоволен од поведението на граѓаните во тест периодот на системот Safe City. Вели дека возењето е забавено, а безбедноста зголемена. Горд сум на тоа што македонските граѓани покажаа дека и во тест период, кога ќе се вметне едно системско решение кое што треба да спаси човечки живот, граѓаните сватија и го забавија возењето, особено во рамки на главниот град. Горд сум за тоа што се намалени бројките на сообраќајни незгоди на територија на град Скопје, а особено на тешки телесни повреди и смртни последици кои што, ќе повторам, се на територија особено на град Скопје. Во голем дел од европските земји имаме праг на толеранција и да, тој ќе се однесува, ќе видиме точно колкав ќе е, но ќе се однесува на детектирање на прекршоци од страна на Safe City како безбедносен систем.
Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Ќафасан спречиле увоз на над 26 тони замрзнат пилешки батак поради неисполнување на условите за увоз. Станува збор за пратка со 2167 пакувања по 12 килограми замрзнато пилешко месо, која по донесеното решение за забрана за увоз од официјалните ветеринари на АХВ е вратена во земјата извозник Бразил. Како што информираат од АХВ, забраната за увоз е изречена бидејќи пратката била во спротивност со донесеното решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло од Бразил заради заштита од внесување на вирусот птичји грип. Жетвата на оризот во Кочанско се соочува со сериозни проблеми и се уште не е заокружена, а земјоделците предупредуваат на големи штети и загрозена реколта. Поради обилните дождови и доцната сеидба, околу 30% од оризовите површини останале неожнеати, а влагата сериозно го нарушува и квалитетот на родот. Дополнителен удар е и ниската откупна цена. Жетвата на оризот во Кочанско заглавена во кал и се уште не е заокружена, а сликата на терен е загрижувачка. Обилните дождови во комбинација со доцната сеидба оставија околу 30% од оризовите површини неожнеани, што директно ја доведува во прашање целата реколта. Моментално околу 1 хектар има под вода. Штетите, да не речем 100% оваа година. Со цената и со откупот и со времето. Производителите стравуваат дека зголемената влага сериозно ќе го наруши квалитетот на оризот. Дел од реколтата веќе е оштетен, а намалените приноси значат и поголеми финансиски загуби за оризарите, кои онака се соочуваат со тешка година. Некои гледат внеат, збират таму. Што ќе зберат таму и тоа ќе зберат, не е квалитетно. Нема, тоа е, природата се прави. Покрај временските непогоди, дополнителен удар за оризопроизводителите е и ниската откупна цена. Во моментот килограм оризова арпа се откупува по 18 до 22 денари, што според нив е далеку под производствената цена. Новата производна цена на 500 килограми испаѓа 29 до 30 дена производна цена. Со закон регулирано на производната цена државата е должна 25% да исплатена оризопроизводителите. Тоа ако не го направат, оризот како култура ќе исчезне и деца ќе избегат и од година нема со ориз никој да се бави. Годинава според оризопроизводителите за прв пат се очекува жетвата да се пролонгира и да трае се до новогодишните празници. За Сител, Трајан Ристовски. Тоа беше последна информација во овие вести, како што најави во Централниот дневник мој гостин, лидерот на СДСМ Венко Филипче. Останете до тогаш со Сител, имајте пријатно попладне.